Значи, овие сите луѓе живеат и во еден сличен временски период. Така е. Потекнуваат од самото село, еве Ѓорѓија Пулевски го има, кој што е многу значаен. Дури се препишува Мија Галички. Мија Галички, натаму го имаме Партенија Зографски со своите книги и со својата дејност, Панајот Гиновски, кој што го споменавте, он има значаен, ни представува избори за Галичник, неговиот зборник кој што е собран. Подоцна, меѓутоа имаме и други ракописи од него кои што се останати. Имаме и многу други лица образовани од Галичник, не се вклучиле во преродбата, меѓутоа и кон крајот на 19 век имаме образовани луѓе, имаме доктори, како што бил Исаило Хаџиевски, кој што се школувал во Австрија во 1890 година, што е прилично порано, да речем. И ја направив дури една статистика со статистички примерок, малку е подоцнежно, од Балканските војни имавме податоци за лица што се бореле во Балканските војни, бидејќи имаме прецизни податоци за нивното образование, дали биле писмени, и дојдов до податок дека само околу 5% од населението, машката популација збориме, бидејќи само за машка популација имаме податок, биле неписмени, значи останатите биле писмени, било да завршиле, имаме таму податок колку биле со прв клас гимназија, колку со втор, колку завршиле основно школа.